Екипата на Арсими влезе во победничка форма со 5 победи на последните 5 надпревари. Всушност тимот од Чегрн има најдобрата форма на патот кон директен влез во прва лига, откако Арсими со 3-1 го добија осоглава на домашен терен. Ваквата победа добива на тежина на Арсими, бидејќи го искористи ремето на Брегалница во Штип со Детонит Плочковец од 1-1, но и ремето на Башкими 0-0 со Новаци. Но оваквиот резултат му одговори на лидерот Македонија Ѓорче Петров, со тоа што сега лавовите се осамени на врвот. 4 екипи во директна изравната борба за прва лига. Првите две места директно водат кон прва лига, третото место води кон баражот за можен влез, а една екипа ќе мора да извиси. Македонија Ѓорче Петров е прва со 52 бодови на своето конто, Башкими е втор со 50 бодови, Арсими се пробива на третото место или во бара зоната со 48 бодови, а толку има и Брегалница која е четврта и која одново ги комплицира работите кога е во прашање влезот во прва лига. Во средината од табелата една победа може да направи многу разлика. Охрите на петото место со 35 бодови, на делба на шестото место се Скопје Беласица со по 34 бодови, Детонит Плочковица сега е на 8-то место со 33 бодови, Каменица се спушта дури на 9-то место со 32 бодови, откако тимот влезе во резултатска криза со само еден освоен бод на последните 5 меча, а Кожув е на 10-то место со 31 бод. Во рамки на ова рунда екипата на Беласица со 4-1 го декласираше Вардарски. Борец забележа голема победа над Кожув од 2-1. Важниот аспект што останува во трката за баражот. Македонија Ѓорче Петров со минимални 1-0 го доби Скопје, Охрид со 2-1 на домашен терен ја доби Саса, додека пак екипата на победа дома загуби од Вардар Неготино со минимални 0-1. Новаци изби на 11-тото место со 24 бодови, а толку има и Вардар Неготино кој е место подолу, а пак победа сега на 13-тото место со 23 бодови. Во бара зоната и натаму останало со 17 бодови. Борец е во зоната за директно испаѓање како предпоследен со 13 бодови, додека пак Вардарски закова на ното со 8 бодови. Од втората лига директно испаѓаат последните две екипи, а пак екипата која ќе заврши на 14-тото место ќе игра бараж за можен опстанок во втората лига за следната сезона.